Знаете дека јас си најавив и на почеток на Фудбал Манија шоу дека навивам за Германија. Денеска за инат, пошто навивам многу често за послабите, ќе навивам за Италија денеска. Затоа сум малце како заедно со мојот гостин одлучивме дека ја личам малку на Конте. Така, Конте само немам црна кошула денеска. Али така малце се после. И коса пресадена немам. Значи косата кај да еве веќе опаѓа и кај да ќе ја пресадам. Чека. Овака добар сум. Значи денеска сум Конте. Колку е добро да си италијанец. Денеска си имам и гостин, се јавуваме од Тетово, од Мамбо. Кој е дома не знае што да прави, нека дојде овде, ќе се дружиме и ќе навиваме заедно со мене и со Мики. Дарко Панчев не е тука денеска за жал. Оправдано одсутен, но за тоа имам друг фудбалски експерт или антиексперт. Ти како се сметаш себе за експерт? Пошто нели нашата држава е пуна за експерти. Поради тоа што имам многу експерти, ја не се Ти не сме експерт. Не сме експерт. Така. Така, иначе по професија? По професија сум информатичар. Информатичар. Па ти овдека овде, знаеш како сме поставени овдека со до сега ме објаснуваа како се врзуваме со линкови, како се стримаме во живо, оно викам дечки ништо не ме разбира. Ова твојата. Така ве трендот. Работиш по струка? Да, по струка. Така, каде? Во штедилница можности како системски инженер. Штедилница. Да. Значи, многу е добро некој тебе да ти има за дечко, за маж, за брат, да му направиш софтвер дома како да уштеди пари. Кој софтвер го правиш ти за штедење пари? Зависи од партнерот или од ситуацијата, или за штедење или за трошење. Или за трошење, да, така да му направи. Значи ти сега на штедилницава и правиш за штедење. Да, зависи од ситуација. А како ние да потрошиме пари? Да, зависи. Али пази, на женско не може да му направиш софтвер за штедење, она само може да троши. Па затоа само за трошење. Години тука негде сме. Не, ти си многу. До 5-6 си помал од мене, така? Не се чини? Гледаш фудбал, рече? Гледам, да. Вака, имаш омилен тим? Да, Јувентус ми омилен тим и вечерва за Италија навијам. За Контиња, двајца Контиња имаме денес. Е така сме одлучили. Иначе знаеш зашто сум дотеран? Не дека стварно Конте се правам, него после сум на свадба. И пред малку разговаравме, еве ќе отвориме таа тема на гледачите и на следбениците, оние што не следат на footballmaniashow.mk, само да видам дали имаме коментари. Љупка Бубе мора да ја поздравиме, цело време ни пишува. А ние сакаме да отвориме тема фудбал и свадба. Ти не си женет? Не ти ни треба? Али еве, нели свадбата е како еден фудбалски надпревар? Или обратно, фудбалски надпревар е како една свадба. И пред малку се смеевме. Кој е, например, везниот играч на свадба? Правевме варијации на тема. Везни играч на свадба, знаеш кој е? Па Тетинч. Ќе джитне 4-5 раки. И он е везни играч, он ги поврзува сите. Ги станува да играат, го поврзува орото. И од една страна и од друга. Така, да, ги поврзува двете страни. Он е везни играч, везни. Малце е против невестата, а тоа е младоженеца. Зависи. Значи везни играч е Тетинче од вратница. Од вратница. Тетинче од вратница. Чекај, друго што имаме, напад. Кој е напад на свадба? Другарите на младоженецот. Да, нели еден е кум, они се напад, не се женети. Ама мора да си ситуација да така, они се стално да го бранат другарот. Не да го бранат, него они стално ги гледаат братучетките и сестрите на невестата. Сваѓаш, и они се у напад цело време. Так, со сваките. Так, значи они играат против, они се тројца у напад. Нели обично се игра со 1 до 2 у напад. Не, овие се по тројца, четворица у напад. Се четворица, да, појачана. Појачана друга формација. Чекаш, што друго имавме? Младожењата што е? Еве вака, ја имам запишано, ама не ви кажувам. Оној што ќе даде предлог во однос на тоа свадба и фудбалски надпревар, што е младожењата, еве да кажеме, тоест младоженецот. Младожење е некомановски, како си кажа тетонски? Ништо, младожење. Младожење, добре, младоженецот. Што е младоженецот? Што е, преска си запишав белешки, ама знаеш што не, која не разбирам што сум си запишал. Па не запиши што. Што е трансфер? Значи кога се подпишува, нели на матично? Не, он подпишува дека немаш трансфер да прави. Он е само тој клуб. Значи, ќе отворим една рубрика, ставете во коментари или на Дарко Сашко профилот на Facebook. Ќе даеме, после ќе поделиме некој подарок, мајички, привезоци или фудбалска топка. Да направите една паралела помеѓу свадба и фудбалски надпревар. Може така да направиме. Ние веќе отворивме темава, а доколку не ви текнува,
Еве за Бидермајерот. Што е Бидермајер? Бидермајерот е на пенали. Невестата пуца пенали, а позади се овие сите нели одбрана. Бидермајерот е пенали, а би текна бев на една свадба и невестата беше одбојкарка, бивша одбојкарка, баш профи одбојкарка и позади другарките се беа одбојкарки. И кога го фрли Бидермајерот, не бе, знаеш дека 10 минути не даваа да падне на земја. Танк, 10 минути го игра. Така да имам уште белешки за оваа паралела свадба и овакво. А ние ќе си продолжиме со разговор со Мики. Вака, нели мислиш дека италијаните некако така си стигнуваат до финале, дури 2006 до победа, до шампионска титула, така некако лекичко. 1-0, 1-1, 0-0. Да, може стигнуваат така лесно, што би рекле ние, ама годинава се стварно добро. Годинава се? Без разлика што според некои статистики Италија оваа година вади еден од најстари тимови, значи според години. Така од најискусни тимови. Да. Така што и тоа не е некоја си врска дека не може да додат понатака и доврши. Значи не се како португалците. Не се како. Значи мислам дека дури ни италијаните не се италијани колку што се португалците италијани сега. Тачно. Па има ли една победа? Една има и португалците. Со Маđarска со кој игра? Со Хрватска. Хрватска беше? И победија, да, во продолжетство. Со Хрватска беше, да. Со Хрватска беше. Со една победа се стигнаа до четвртфинал. Па добро, па некој мора и така. Мора некој така. Некој мора и среќа да го прати. Че да видам да имаме коментари само. Еве го. Мајката, еве го. Мајстор Македон. Вика: мајката на невестата ти е главен судија. Тоа е добро, знаеш? Мајката на невестата цело време што контролира се. Да. Ти таму, ајде тортата. Да. Попрзо нели тортата. Сече прасот, ајде брес да го прасот да. Музиката сечи. Да, музиката. Малце погоре, малце по румба думба да е. Добро, тоа е добро. Младоженецот е лекарот, пошто се убацува на терен од време на време, во главно седи на страна и прати дали е некој повреден. Може, пишете у режија за мајстор Македон да го исконтактирате, една мајчка за него. Продолжи. Ова ми се свига како размислуваш, на иста фреквенција сме. Чека само да видиме на Facebook профила да не имаме нешто. Абе, колку сум глуп за техниката и дали знаеш. Еве го месенџерот. Чека да видиме. Сега за сега нема ништо. Симона Стојановска ни пратила некаква слика, но тоа ја и она што сме се сликали. Имаме неколку рубрики. Не следиш ти? Ги гледаш емисиите на Footballmania.show.mk? Како кога? Така, кога си слободен, кога си друштво. Обично тоа, знаеш што се случува кога си дома, нели? Кога си да, обично така, да. Се фати. Не може да пратиш на рад, што ќе кажеме со Дарко. Иначе моја привилегија оваа година со златната копачка да седам. Нормално. И да проседам неколку надпревари. Аре има Љупка Бубе, што вика? Тетовчанка. Иначе пресекна сум. За Бубен награда. Бубен е негде Тетовчанка не знам точно кај живее, може ја знаете. Редовен гледач? Редовен гледач, нема промашај. Со Бубето немаме промашај. Ќе се оди на одмор лето? Па би требало, ама ништо уште не е испланирано, така да. Така. Девојката кај е? Тука е негде? Тука е, да. Гледа ли фудбал? Заедно гледате фудбал? Кога мора гледа. Кога мора, така? Кога мора гледа. А како гледате фудбал? Најчесто како гледаш фудбал? Со другари, сам? Што ти е поубаво? Зависи како кога. Искрено. Еве сега европско како помина? Гро. Европско да ти кажам мешано, и со другари. Така? Нека ти фамилиарно дома. Така да. Да италијан. Битно е да има се кога се гледа и со добро друштво, без разлика кој да е. Те нервира? Како се вика девојката да поздравиме? Симона. Симона те нервира? Леле, смени ова фудбал. Не од тој тип на не од тие? Не. Знае, малце се разбира? Се мора. Мора за да биде тек. Пошто ти често пратиш. Да. Мора за да биде тек. Ние снимавме прилог на почеток, на старт, во првата емисија беше, во првото издание на 10 јуни и правиме во еден фризерски салон. Беа само дами собрани. И викам, да се разбирате ли фудбал? Како не, све знаеме. Ај викам да ме препрашам. Што е, викам, офсайд? Не знам што кажаа за офсайд. После ги прашував глупости, баш да видам, пошто они се правеа дека многу знаат.
Викам, после колку корнери се досудува пенал? Вика, па мислам после 3. Викам, Свака час на познавање. После ги прашувам измислени уште глупости. Викам, колку, како беше, колку метри смее судијата да е оддалечен од голот, за да смее да досуди пенал? Во 16-терец. И она вика, па мислам 7, така. И па не седи против, него односи измишля одговор. Добро, битно се труди. Да, многу ја. Имавме од студио Леонтич имавме една гостинка, која исто така, после се начекавме. Знаеш колку не посрами? Знаеш колку знаеше фудбал? Не. Па сите што бевме цела екипа на снимање, знаеше 3 пати повеќе од нас фудбал. И онака се посрамивме едно време, викам, ле. Има и девојчиња женски што прават фудбал, мислам, нема токарска, така да. Само битно е да се знае, без разлика со кој женско гледаш, мислам, еве сега, битно беше да се знае дека Македонија не игра, значи на тоа да знаат да не чека. Да, на Македонија не игра, значи на европско и да знае да ги расчистиш дилемите. Да не чека кога играме ние. Спортуваш нешто иначе? Па рекреативно. Не зборам на компјутер. Не. Фудбал на компјутер на Sony PlayStation. Ништо. Вака рекреативно. Нешто тоа чак така. Не љути се човече. И пикадо. И пикадо. Уз пиво, пикадо и пиво најбољи. Ја еднаш со другари ми отидовме, ќе играме пикадо и пинг-понг. И решивме да играме пиво. Одамна веќе има 4-5 години. И почнавме пинг-понг да играме, вика, ајде пиво ќе играме, да не е досудно. Ајде, викам, кој ќе победи, ќе плати турава, 2 пиво. Ама ние пошто не знаеме да играме, ние не ја возиме топката по 20-30 враќања, по 20-30 пасови. Прва, втора, губиме и брзо стигаме до конечен резултат. И практички сватиме дека пивата овдека ни се наредени. 1, 2, 3, 5 пива. И сега ги пиеме, многу ни се греат пива. Игра после. И другари ми при крај се фати вака за маса да вика, абе брат, да играме некој спорт с поголему топку, бе. Ја викам, ајде идеме фудбал да играме. До пивата. Да. Не до талентот. Не, па не, да отидовме фудбал да играме на допинг ке не бутнеа. Те кажа, дечки, вие сте на допинг тест, не може да поминете. И отидовме у маласко игралиште, беше зафатено. Ние не бевме у, како се вика, у соодветна опрема и уствари се испостави дека само ги поделивме пивата со останатите и бевме многу добра фудбалска, како се вика, публика. Публика? Па добро, боле добра публика него лош фудбал. Мислам дека ние сме у Македонија најбоља публика за фудбал. Најбоља, да. Кажи колку често си идеш после утакмица дома со одрен глас. Најбоља публика, најбољи експерти. Да, експерти сме најдобри. За експерти кај нас не требаше вака, требаше овој да го стави да игра. Глупак, ништо не разбира. Не знае да игра, не да е пас таму, да е ваму. Се смееме исто дека ние на стадион, кога навиваме, уствари гласот не е одран, не од навивање, него од викање по нашите. Да, пошто нешто. Играј бе, ќорле, абе, Не да ти ова, да ти она, не знам, играј бе, воле, кај го стави, извади го бе, управа вакви, управа онакви. Добро, у блага форма го кажа. У блага форма го кажа, дали си го одерам гласот, пошто треба и да се јавиме и на полувреме, само да ми дадем уште некој. Еве го, Александар Коцев. Пишете режија за Александар Коцев мајчка, вика валцерот на свадба, нели се игра валцер, е уствари пеење химна. Мајчка обавезна. После вика вечерата е полувреме. Добра. Вика корнер знаменце ти е еквивалентно на маранчето што го врти тој што го води ората. Добро е, ова може. И на крај резултатот 1-0 за невестата од и татко и двај куртови. Значи мајички за Александар Коцев, за мајстор Македон и Стефан Стојановски. Чека да видим уште некој да нема. Чека да видим. Првиот танц, копење на химните. Да, тоа го кажавме. Каде е Дарко? Донес Спиридис прашува. Дарко е службено во Белград. И многу се извинува што не може да дојде. Ајде видиме. Бившиот на невестата е хулиганот. Бившиот на невестата е хулиганот што влага и ја прекине утакмицата. Мајчка за Боби М. Така му е никнејмот. Чека да видиме. Офсајд тие кога таткото на младоженецот се пушта на деверушите.
А Мики добри се и креативни. Чекај, мајстор Македон, уште една мајчка имаш од нас. Ој, како тргна Македон? Цел гардеробер. А? Цел гардеробер. Цел градот, не бе, дуќанчики се отвори уште малце. Браво. Македон, браво. Чекај, Стефан Стојановски вика, свадбата е зголемен фудбал, во фудбалот има 11 играчи, а во свадбата 111 од секоја страна. Може се игра на поголем терен. Ова е добро. Добри се. Одлично. Уште колку имаме? Се игра во Бордо денеска. Значи, Германија ќе ги стават у машина италијаните, а? Што викаш ти? Останува да видиме. Два многу различни менталитети играат денеска. Еден менталитет така хедонистички расположен, во спортски дух, а лежерно си ги сваќаат работите, уз винце. Веројатно они си носат задолжително во торбица копачки, дрес и едно мало винце за италијаните. И германците еден друг менталитет, еден што се игра до крај, отворено, до последен здив. Ја барем така мислам. Исправи ме ако грешам. По шаблон. Нема, шаблон значи, игра, излагање од тактика, било што, така да интересен фудбал. Интересно. Секој случај ќе имаме денес. има добро, за разлика од претходните. Па вчера беше многу интересен надпревар, каде сите очекувавме на Белгија која што Да, оваа година е многу јака, нели Белгија? Да, добро, Белгија и се очекуваше да биде една и од една од Фаворит, фаворитите да, беше јас за сметавме за фаворит. за медал, така да Ние постојано навиваме за послабите и вчера не знаеш во студиото што беше во Пиер кафе. Овака беше со навивање, со скокање, со буткање по маси. не стварно добро такмица беше, ама Многу добар надпревар, многу добар. затоа што никој не очекуваше. Да. Изненадувањето секогаш носи поголем. Исто Исланд како што беше. Исланд, Така да исто. Со Дарко скоковме во вакво, зашто многу ни е драго за тоа што нели фудбалот стана многу спорт на богатите, зборам за клубовите. Да. Многу големите магнати, богаташи купуваат клуби, прават една машинерија, скапа машинерија, која што иде и меле. И еве, премиер лигата Лестер оваа година покажа дека тоа е доста ефтин клуб. Најубаво изненадување. И најубавото изненадување. Даде надеж на помалите екипи и надеж на поевтините фудбалери кои имаат талент и имаат волја да стигнат до поголем резултат. Тоа Така. многу добро се случи. Така. Кај Како што- кажа за Јувентус, не пратам Калчо, не знам на кое место заврши Јувентус. Прво. На прво беше, да, не пратам. И една од причините што пример што навијам за Јувентус, без разлика и што им се деси тоа со скандалот што падна во втора лига, затоа што првенствено никад не биле клуб што пример од некој си шејк или од некој си магнат, него секогаш било собственост на една фамилија Анјели, Да. така што првенствено играат за значи од срце. Да, од срце. Точно спортот им е. Во мислата им е само И спортот, спортскиот дух и Што победа. нова работа е тоа што кога падна во втора лига, многу играчи што беа, да речам, светски звезди од калибарот на Дел Пиеро, Буфон, Недвед и останаа во клубот. Останаа во клубот, да. Само заради таа желба да играат за тој клуб, што мислам дека во било на кој друг клуб да би се десило такво нешто, каде што голема улога играат парите, не би се Сите би го раскинале договорот од прва во втора лига се паде. Тоа беше скандалот со Така да не- обложувалници. реално не секогаш се до парите. Да. Секако. Да, фудбалот е една таква воопшто спортот е носи едно самурајство во себе, честноста, да не се потценува противникот, да не се навредува противникот, да едноставно вештините да истрчаат напред и они да победат. Мики, баш ти фала што беше мој гостин и соговорник. Ја отворивме темата за фудбал и за свадби. После ќе ја довршиме на полувреме, ќе доделиме уште подароци. Сега кај ќе започне надпреварот. Јас ќе дам ќе се подружиме таму на маса со тебе. Девојката тука е веќе не слика, претпоставувам. Ти си со друштво денес или само со нејзиста? Сами сме. Сами сте? Нема да сметам. Не, да не бидам свеќа сега. Ти ќе не видиш друштво. Свеќа. Знаеш кој си? Да. Порано кога бевме, нели другари, не се сите со девојки, еден другари има и сега ќе излезе со него и со девојката, свеќа. Свеќа готово. Така да ќе ви бидам свеќа малце на масата. Знаеш дека во секоја емисија имавме зајак што ни ги погодуваше, ни ги предвидуваше резултатите, негде се имаме с 5% победи. Денеска прогноза една да дадеме, така, лаички, овака, ова лежерна атмосфера, што велиш? Според мене прво полувреме нема голови да има, Нема да има? второ полувреме не знам. Можеби 1-0 за Италија. 1-0 за Италија.
Ајде да видиме. Фала и многу, останете со нас, се гледаме за некои 45 минути, останете на footballmaniashow.mk, предлагајте на денешната тема, за да стигнете до подарок, може да се стигне дури до фудбалска топка. Македон како тргна, мислам дека дури 2 фудбалски топки ќе освои. Денеска, значи, се гледаме на полувреме. Чао! Гужва е овде во Мамбо. Дајте една камера, уклучете ми тамо од гужвата. Значи, вртете телефони, пишете мејлови, писма пишувате на сите оние кои што не знаат каде да проследат овој дерби надпревар, кој што заврши за жал, за наша жал 0-0, не се израдувавме на ниеден гол, немаше возбудување, но имаше шанси кои што малку го подкрена адреналинот. Јас сум моментално сам овде во Мамбо, немам гости, но за тоа имам многу писма и имејли. Еден од Андреј Андреев вика: Саше, еве една слика од времето кога Роналдо ги правеше првите фудбалски почетоци во дресот на југословенската репрезентација. И не ми се верува, штета што не е Дарко тука. Он одма ќе знае кој е овој фудбалер. Која камера ќе зумира? Само кажете ми која може да зумира. Може да ре. Значи, прати го некој толку многу личи на Кристијано Роналдо. Ама види го. Андреј Андреев ми го прати ова, дресот е Југославија, кој знае од која година, е 40 некоја, 30 некоја може да е. И најверојатно ова го знае, името би го знаел Дарко Панчев. Штета што не е денеска тука со нас, утре баш ќе го прашам Даре кој е играчот. Само да видиме, некој прашува кога маичката. Сега следи главното. Нашата тема што отворивме денеска како до подарок од Магента, тоа е од Football Mania Show. Темата беше свадба и фудбалски надпревар. Чека да видиме. Со никнейм на YouTube каналот МКД Видео ОО вика која е песната за Тоти. Пази добра, ова многу е добра. Вика: Јеси ли то ти, стара љубави? А за Зидане, ова го знам. Пролази Зидан, пролази ноќ. Али ова е добро, јеси ли то ти, ова не го знам. После МКД Видео денеска ќе добие топка, пошто стварно е добар, креативен, се потруди ептен. Вика: сите купуваат леп, само Лионел Меси. Одлично. Сите фудбалери се луѓе, само Дарио Срна. Сите спиеме, само Бакари Сања. Има уште, вика: сите пушат, само Тиего Мота. Чека, има уште едно, пази, вика: сите трошиме денари, само Патрис Евра. Сите го сакаат Тарзан, само ја Конан. И сите сме обични луѓе, само Боатенг Принц. Браво. Сите спиеме, само Бакари Сања. Браво, бе, супер, одлично. Добар, чекај. Имаме уште една маичка. Пише режија, маичка за Ман Кичо 123, мој никнејмот, вика: сите возат скутер, само Тони Крос. Добро. Само да го дочитам, извинете секунда. Ајде го читам цел. Значи, некаде после Прва светска војна во некое село во Македонија, во некое основно училиште се вовел редовен германски јазик.
ама немало кој да предава и нашле некој селанец кој бил заробен од германски војници и кој знаел неколку германски збора, а директорот му рекол: "Ти знаеш малку, а ние не знаеме ништо. Од утре почнуваш со работа." И така поминала цела година. И на крајот на годината наставникот напишал оценки 1, 2, 3, 4, 5 и еден ученик се побуни. Наставникот: "Зошто мене еден?" Наставникот: "Па тоа ти се падна." Добро, една мајчка исто така за Доне Спиридис. За Доне Спиридис. Ајде да видиме на тема свадба дали имаме уште нешто ново. Инако еве, кај мене што запишав прејаска. Вака, младоженецот кога оди на матичар потпишува дека нема више да прави трансфери. И кој е голман на свадба? Па младоженецот. Оно тука натака више ја брани невестата, некој да не е, сега да не се изразам, да не и влезе. А може да направи трансфер ако некој му учука гол. Кај невестата, сега мислам како и да звучи ова, ако некој му учука гол, он може да направи трансфер. Преска овдека видов дека имам нешто, не знам Кармен ли ми е, што ми е. Сите ме прашаат, чекаме, не може. Кој може да зумира? Даре, ти ке зумираш. Гледај, бе, брат. Некој се поздрав со мене, гледај. Го гледаш ова овдека? Гледај. Намали бленда, еве. Кармен, лабело, некоја шминка е ова. Сум се поздрел со некој. И ја викам сега како јас дома да објаснам. Што да кажам? Ако ме праша, од кај ти е Карминот, што е ова, со која си бил, ја ќе кажам, се степав со еден клон. Или се сретнав со тетка ми, влез па се бацувавме, кај си тето, од тетка ми е. Чекај, имаме нови коментари, чекај. Христијан Евановски прашува кај да ја подигнам маичката. Ја подигнеш бе, Христијан, бе, полека ќе те контактираат. Не се секире. Не ме гали, ќе пиши на Facebook профилот Дарко Сашко, ќе те контактираат од организација Нема гали. И што ми текна друго? Ова дека сум се тепал со клон. Чекај, Бидер Мајарот е одбојка, чекај, уште си имам запишан. Ме праша преска кога отворивме темата што значи свадба, што е свадба и сличноста помеѓу свадба и фудбалски надпревар, што е кога глуми фаул играчот. Пази добро. Кога глуми фаул играчот е жената која ти глуми дома и ти вика: "Те молам, не ме дире денеска. Ме боли глава." Тоа е ствари дека ти глуми фаул, па се она може за тоа глумење да добие жут картон, ако добие 2, onda правиш трансфер. Ете, тие се тие. Дајте уште коментари. Чекај додам јас само на Facebook. Еве го добар, Бојан 4 вика, мајчка за Бојан. Вика, ама добро, ова е виц, нема везе со темата, ќе прочитам. Тато, да не спиеш? Не, кажи, што сакаш? Дај ми 200 денари за оград. Остај ме, бе, не ли гледаш дека спијаме, мајко? Добар. Чекај само да се префрлам на... Еве го. Ман Кичо, 1, 2, 3, никнем на YouTube, добро. Тоа си доби. Тоа е уствари Тони Василевски. Сликава ја покажавме, мајчка за Андреј Андреев. Уште колку имаме? Уште малку имаме до крај. Само да видиме уште некој да не пратил нешто на темата свадба и фудбал. Нема уште ништо. Добро, веќе поделивме доста мајчки и доста подароци денеска. Баш ми е драго дека ви се свигаше темата и баш ми е драго дека се најдовме посебно со Македон, мислам така ма беше никнеймот, на иста фреквенција. Пишувате и понатака, ќе ги прочитаме во следната емисија. Тоа е утре во 20 часот и 30 минути се јавуваме од Битола, директно од Широксокак. Знаете како го викаат Широксокак преку лето, Australian Open. Многу австралијанци доаѓале. Значи се јавуваме од Australian Open, тука некаде јас ке се одјавам, затоа што вечер сум на свадбата другарка. И затоа ја отворив темата свадба, сега ќе отидам на свадба да ја дораскажам. Фала ви за друштвото, фала им на сите овде во Мамбо кафе во Тетово. Беа супер домакини. Мислам дека ова вжештена атмосфера ќе продолжи и понатака. Ќе се видиме утре во 20 часот и 30 минути, ги поделивме сите подароци што имаме за денес. Фала му на Мики исто така што Мики го погоди иначе резултатот до полувреме, мојот гостин во пред надпреварот, рече дека 0-0 ќе биде на полувреме и рече дека на крај ќе тепа Италија. Ако погоди,
Добија уште две мајчки. Ево тоа го кажувам вака. Кај Мики, ево го таму. Доби фудбалска топка за тоа што беше гостина. Доби уште две мајчки за него и за девојката. Ако го погоди конечниот резултат. Се гледаме утре во 20 часот и 30 минути. Чао.